На Филер, кога се враќа во Америка? Ми рекоа дека чекат да дојдете, господине. Повеќе не можеме да ги притискаме. Веројатно, следната недела ќе ги предадеме. Јас веќе почнав со работата. Нема потреба да се чека наредната недела. Утре ќе му нагласам на Филер дека неговата ера заврши. Во ред, господине. Зошто му ја врати керката на Полот Алемдар? Не, само местото му го кажав јас. Ако Полат успе да си ја земе керката, ќе останам без најголемиот непријател јас. А и Полат исто така. А ако не си ја земе, Полат ќе го снема од сцената. На поинаков начин ќе пробам да го решам најголемиот мој непријател. Кој ти е најголемиот непријател? Сјајното ново лице нација. Зар не може да има дете, па керката на Полот му ја даде? Америка е моќна држава која ни даде се што сакаме. Мојта, парите, популарноста, семејствата. Дури и детето кое Бог го чува. Што очекувавме, брат? Се знаеше дека Фелер вака ќе постапи. Пато, да ви спремам нешто за јадење? Не, нема да јадам. Денес ќе влеземе, брат. Утре да истражиме кој се и што се тие, потоа навечер ќе им влеземе. Кој има дома? Обвинителката. Кој бил тој? Тој што ќе го замени Фелер, бате. Не успеав повеќе да се распрашам. Ме праша зошто прашува. Ако го убиеме човекот, душман му е на Фелер. Како така? Елиф ја дал на непријателот? Фелер се смета за многу паметен. Се си испланира. Но треба да има памет во глава. Кога нема човек глава, што ќе му е памет? Мама Назифе. Нема да јадам, черко. Но денес не јадевте ништо, мама Назифе. Што да правам, черко? Ако јадам, ке станам ли? Не сум гладна. Тато Омер. Не јаде. Кирко, остави ми го тоа мене. Жена, ако ти не си гладна, не сум и јас гладен. Омер, каква врска има тоа? Те молам, не ме растажувај. Ако не јадеш, како ќе оздравиш? Ако јадам, ке оздравам? Ако сака Бог, ќе оздравиш. Ама, ако не вложиш труд, нема да оздравиш. Задоволна сум вака. Јас не сум задоволен, жено. Зар до ова дереđe ке стигнев?
Цел живот ги хранев луѓето. Зар бива сега од друг да зависам и на друг да сметам? Ги хранеше во името на Бога. И бидејќи тоа те правеше среќна, еве еден вид тест. Тест на оваа возраст? До последната воздишка не чекаат тестирања. Сопруго, ќе успееш. Што ако не гледаш и ако не беше подвижна? Не е тоа Господова работа. Сега ќе ми кажеш дека пака зборувам бидејќи мене ништо не ми фали. За да ти дадам мојве нозе, верувај, се би дал, само да не те гледам вака тажно насмејана. Еј, факат, колку си тажна, драга моја. Татичко, спремно е јадењето. Така ми дојде да ви речам. Ако се вознемиривте, Е ли така? Баш ми израдува. многу млада го загуби својот татко. Помислив дека тоа е најголемата тага. Кога ве видов, сватив дека уште полошо е кога еден татко ќе загуби ќерка, не е ли така? Нема да можам да ја заменам, но и јас сум ви ќерка. Да одиме. Добре, ве пусат. Добро те најдов, чичко Јашар. Каде е мајка ти, Керан? Ја боли главата. Немало да јаде. Како те остави батко ти ме бати? Батополот ке дошол. Сигурно нешто тајно ќе разговара, тоа ќе. Од каде доаѓа батополот? Велат постојано шетал низ светот. Е, што вие вас гаре за батополот? Го кажувам тоа што го слушнав од мајка ми и не зборувам со тебе. Одварно не сум го видел повод. Треба да го посетам.
Ти кажав да не доаѓаш тука така. Ти кажав да не носиш пиштоли. Каков проблем имаш, бе? Зошто не ме слушаш ти мене? Кашифоглу за тебе праша. Кој да праша? Татко ти е умрен, ќе кажеш. Токму тоа го кажав. Се договорив со државата јас. Кашифоглу нека се спаси. Сами од себе си уште еднаш. И близок да ти умре. Што и да се случи понатака, ти нема да дојдеш. А ако ми затреба нешто, јас ќе дојдам кај тебе. Тато уште колку време вака ќе живееш? Не живеам јас. Мртов сум. А и ти, ако не икеш да умреш, ќе мораш да ме послушаш, синко. Ти ли си? Зошто не одговараш, а? Сакам да видам дали ти речи пиштол да држиш. Обожуваш да се поигруваш и смејуваш. Пропадна си сиот. Пукна како балон. Сега си ми во рака. Нема да остане без воздух. Воздухот по затворите е променец. Да, ако до тогаш полат тебе не те фат. Се види со председателот. Треба човек да е будала за да го спомне твоето име пред него. Ако немаш срце, Јас ќе ја оставам кога ќе ги исчистам оние како вас. што сакаш да исчистиш, ќе ти кажам кој е врвот. Кој е врвот? Каран, штом си начело на советот, мораш да се потпишеш. Ако ме предадеш, никој нема да ти честита. А ако пронајдеш мртов човек, биди сигурен дека сите ќе ти честитаат. Заврши ја работата, а јас ќе ти дадам многу имиња како Каран. Со месеци не можам да заспијам. Правам се за да заспијам. Пиjem лекови, алкохол, но не можам да заспијам. Само што ќе затворам очи и пред мене се појавува Кашифоглу. Станувам од кревет. Знаеш, дека имам моќ. Јас ги водам сите случаи поврзани со дрогата. Си велам дека катерџи огли и дека сум голем човек. Но ете, не можам да фатам еден човек. Први станувам непријатен кон себе, а потоа кон пријателите. Чувствувам како да ги убивам сите еден по еден. Ја Шарага добро го знам ова чувство. Знаеш да? И твојата ќерка умре. Затоа дојдов да се советувам со тебе. Знам дека твоите пријатели го бараат Кашифоглу. Сигурен сум дека ќе ми го донесете мене кога ќе го фатите. Сакам само да зборувам. Секако. Можам само едно да ти кажам. Знам дека немаш веќе трпение. Но дај ми уште малку време. Утре вечер. Чувајте се